Никаков интерес не предизвикала одлуката на Советот на општина Кочани од буџетот да се доделува помош во висина од 400 евра за постарите партнери кај кои барем едниот е на возраст од над 40 години, доколку се одлучат да склучат законски брак. Ваквата одлука беше донесена минатата година, со што и Кочани се придружи кон другите општини во државата кои обезбедуваат финансиска и друг вид поддршка за подобрување на наталитетот. Со субвенцијата се предвидува нашите сограѓани кои исклучуваат брак во поодмината возраст да добијат парична социјална помош, а единствен услов е да бидат жители на општината. Прашање за успешноста на ваквата мерка беше упатено и на последната седница на Советот на општината, при што беше побарано градоначалникот да каже има ли позитивни резултати и дали таа ќе продолжи. Ме интересира, ако веќе ја воведовме оваа мерка за субвенционирање на овие малку задоцнати бракови, ме интересира каков е ефектот од оваа мерка, дали имате вие сознание колку наши сограѓани ги имат искористено овие средства и во колку ги имат, од која ставка на буџетот им се исплатени и на крајот да направиме нели пресек дали се исплаќа, дали е оправдана оваа мерка или не е. Можам да ви кажам дека во 2015 немаме ниту еден, меѓутоа оваа субвенција продолжува и понатаму да биде, имаме посебен правилник изработено и јас упатувам апел и сега, оние кои што се над 40 години, било машки, било женски, да им кажеме дека општината има посебна програма која што доделува средства како субвенција од буџетот на општината за тие, да ги речеме, млади брачни парови, од кои што едниот е над 40 години. Поддршката за брак на постарите партнери е една од мерките за подобрување на наталитетот, што пред една година ја воведе општината. Исто така, тогаш беше донесено и решение за уште една мерка, односно за доделување така наречен бебешки пакет за новородени од социјално загрозени семејства. Стануваше збор за нова еднократна помош во висина од 2000 денари, што им се дава на новороденчиња најдоцна 3 месеци по раѓањето и важи за секое новородено дете од ранливите групи. По донесувањето на одлуката за доделување на помошта, таа досега им е врачена на повеќе семејства од Кочани.